Добро дојдовте во уште едно издание на Отворено 24. Усвојувањето на извештајот за напредокот на Македонија во Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент донесе нова епизода во спорот со Бугарија. Иако документот денеска беше поддржан, се отворија нови фронтови околу дефинирањето на македонскиот јазик и идентитет. Дали извештајот е дипломатски успех или пораз? Каква тактика до гласањето следниот месец на пленарна сесија на парламентот? Во Отворено вечерва со двајца поранешни пратеници, но би рекол и политички дејци во македонското општество, тоа се Јани Макредули, добра вечер. Добре дојдовте. Добре најдов. И Маријан Ѓорчев, добра вечер, добре дојдовте. Добро вечер и добро најдов. Да. Макредули, еве од најавата може би да произлезе и првото прашање, извештајот на АФЕТ денеска, дипломатски успех или пораз? Видовме различни толкувања на власта и на опозицијата во Македонија. Па за жал се поделивни околу ова прашање и поделбите во општеството дали може би со годините многу ми сметаат и мислам дека тоа се генерира од повеќе страни, нешто што најмалку ни треба во овој момент е поделбата. Јас сум приврзаник дека нашиот пат кон ЕУ што е дефиниран и јасен, подобро ќе го направиме со нашите пријатели од Европа. И се покажа денеска дека ние имаме многу повеќе пријатели во Европа колку што имаме во Бугарија. Искрени пријатели и побројни. Се разбира и на едната и во Европскиот парламент, се разбира и во Бугарија има и група кои што различно мислат. Впрочем и кај нас има група и на пратеници дури што различно мислат дури во однос на Европската унија, но полесно ќе се справиме со нашиот пат кон ЕУ, доколку тоа го правиме во рамки на бриселските ходници или договори. Затоа мислам дека е погрешна тезата да се почне со, да речеме, едно заговарање што имаше да се почне со преговори директни со Бугарија. Мислам дека тоа нас нема да ни донесе поен, бидејќи пријателите ни се таму во Брисел и не може, и се плашам дека со секоја неодлучност ќе се роди некој нов притисок, некој ново барање. Впрочем, историјата во овие 30 и кусур години тоа го покажа. Секогаш кога нешто сме го продолжували или пролонгирање, се јавувале некои нови услови, некои нови барања, но мислам дека пораките кои што доаѓаат од Брисел од друга страна се јасни. Ние, ако влезевме во уставните измени онака како што ветуваше дел од владата актуелна во првите 6 месеци, ова немаше да биде тема денес. Другите ми ќе разговаравме дали исполнат условите од кластерот тој и тој. И затоа мислам дека се покажа дека пријателите ни се во Брисел. Да, тие го амандманот за кој што требаше да додаде модерен јас не сум. Меѓутоа целата таа битка покажува дека апсолутно продолжува овој процес. Се сложувам апсолутно, но ние мораме да час поскоро да го искористиме. Прво, затварањето на идентитетот и македонците како нација, идентитет и јазикот. Тоа веќе го затворивме, зошто го отвараме? Денеска не само вашите, да речам, политички соборци го осудија целиот овој настан. Таа дебата нас не ни треба. Јасно е кои сме и што сме. Впрочем, некои гаранции ние сме ги добиле и во германскиот Бундестаг кога Меркел била од ЦДУ канцелар на Германија. Такви гаранции условно што не ни треба, те пак кажам, пошто знаеме што сме и кои сме, има и од Америка, од друг стратешки партнер, така да отварањето на самите да си ги отвараме тие теми апсолутно. Не ги отварахме сами, известувачот го ставил тоа, сега можеби во комуникација со македонската влада и со викендов имаше еден обид, бидејќи владата ги знае. Ги знае чекорите што се одвиваат, имаше викендов една најава, еден шлагвор што го даде премиерот за да се подгрее атмосферата. Добро, тоа имаше уште пред 2 недели, уште пред да почне, па во меѓувреме се одложи заради инсистирањето на Бугарија. И затоа мислам дека не ни требаат внатрешни дилеми во Македонија, тие точно, ние знаеме точно што сме, и она што би апелирал кај владата, одсвем средбите во Обединетите арапски емирати или во Казахстан, кај што почестуваат, нека во овие 2 недели нека европските престолнини бидат место каде што ќе го поминуваат времето со една јака офанзива дипломатска. Апелирам во парламентот да ги вклучат и
пратениците од опозицијата, еден широк фронт, тоа нас ни треба. Ние со господинот Ѓорчев сме биле во мешовитиот комитет во Брисел на времето. Покојниот Чашуле беше тогаш, себе сами се враќаат некои момент. Таму у еден глас кој се зборува многу е полесно. И таква една порака мислам дека треба да ја испратиме и да ја прифатат сите. Ова е заедничка борба. Денеска е ова добар резултат, да не го сведеме бидејќи животно прашање, не е спортски термин, но е мала победа, на Македонија, на сите. Но треба во овие месец. 2 недели да се направи една дипломатска офанзива и затоа апелирам кон сите чинители одговорно да пристапат во овие 2 недели кон своите активности. Ѓорчев, зошто ни требаше овој извештај на овој начин сублимиран? Како го гледате поставувањето на извештај со гаранциите, односно со етаблирањето на јазикот и идентитетот како тако? Па ако се вратиме назад на институционалната меморија, имало други извештаи, се уште ми е посекавање извештајот на Зоран Талер, соведечкиот европратеник 2011 година, кој што беше усвоен во АФЕТ, во Комитетот за навршна политика на Европската унија, со строга препорака дека Македонија ги исполнува сите реформски услови за да може да препорака заедно со административно-техничката препорака од комисијата за Европскиот сојуз да донесе одлука за почеток на преговорите. За жал, тоа беше еден од тие 16 препораки и извештаи кои што не беа прифатени и секој од тие препораки има свое место во даден простор и време. Да речеме, после таа препорака на Талер и неуспехот на Европскиот сојуз, европските политички лидери да подржат, да го определат датумот на почетокот на преговори, бидејќи ние од 17 декември 2005 сме кандидат членка. Значи, дојде пресудата во декември месец во Хаг, кај што се кажа дека Грција не сме имплицитно да блокира Македонија. Значи, се си има свое место, зошто и како. Во овој момент, недоследностите на донесениот, усвоениот француски предлог за како преговарачка рамка во јули месец 2022 година со 68 пратеника, еден пратеник абстинираше, кој што на некој начин ја одрази поделеноста во македонското општество и последиците кои што тоа произлегува, не треба да заборавиме дека ние францускиот предлог го усвоивме со штура информација, со предлог заклучоци, без да бидат поднесени преговарачката рамка пред пратениците, без да биде поднесен извештај од Европската комисија за преговарачкиот процес и без да биде поднесен вториот протокол потпишан помеѓу Ганчев и Бујар Османи, министрите за надворешни работи. Во таква една ситуација се изродија многобројни дилеми, токму ова што го говори господин Макрадули, за неединство. Уште тогаш беше опозицијата и позицијата тогаш на СДСМ и ДУИ на две различни страни. И сето тоа предизвика еден би рекол во најмала рака противречни ставови во однос на тој предлог. Сега, подоцна дојдоа ситуациите кои што наметна една друга димензија на разговори во кој што се смени политичката власт во Македонија, мандатната со парламентарна избори парламентарни, победи ВМРО ДПМН и заедно со коалицијата Знам и Влен, и дојде една друга ситуација кај што водечката партија во таа композитна структура, согласно своите програмски определби, требаше да продолжи по патот на кој што таа бара гаранции согласно изјавите, споредено со изјавите на бугарските званичници, министри, премиери во тие 6 влади кои што не може да ги формира, политички влади, времени влади за избори во Бугарија, и согласно изјавите на председателот на Бугарија, согласно сето она што беше креирано како општествено мнение во Бугарија, и се дојде до тоа дека ние не сме сигурни дека треба потврда, затоа што таа изјава дека македонскиот јазик е цементиран не е така. Тоа мора да го знаеме. Значи, изјавата на Европската комисија за преговарачкиот процес дека во член 3 стои дека работните документи, регламенти, директиви во дел ќе бидат преведени на македонски јазик, тоа јас и господин Макрадули сме го гледали уште јас го гледам од 2001 година, потоа заедно со него и во тој мешовит комитет. Сите документи се преведени на македонски јазик и тоа Европската комисија тука нивниот
председател, односно нивниот представник 3 годишен што е тука, ги знаат дека е така. Така е од 2001 година. Се преведува на македонски јазик, тоа е работната верзија. Но да кажеме дека ние сме официјален јазик на Европската унија сега, дека тоа е цементирано, не е така. Македонскиот јазик ќе стане официјален јазик во Европската унија тогаш, кога во кластерот 34 во Official Journal of European Community ќе биде објавен како официјален јазик на Европската унија. А затоа имаме пречка со едностранната изјава на Република Бугарија, која што е поднесена уште на почетокот на нашиот пред да почнеме да преговараме. Добро, и сега И во тој контекст ова се прави еден вид гаранција, политичка гаранција, создавање на политичка клима од страна на владата, да речеме, на ВМРО, создавање на политичка клима која што за треба да не овозможи следни блокади, Апсолутно. негирање и така натаму. Значи, Тоа ли е околу ако тоа, може да се го создаде сублимираме, апсолутно, да. баш така. Да се создаде еден облик, едно политичко мислење, иако Европскиот парламент не е тело кое што потврдува идентитет и јазик, но значи изразена политичка волја дека за такви вредности, нели стело збориме за европски вредности. А ако е европска вредност културата, а една таа така е поставена Европа на база на културната димензија, во културата спаѓа се. И митовите, и легендите, и преданијата, и јазикот, и символите. Ако е тоа така, тогаш ние треба да добиеме од Европскиот парламент, кој што е највисок законодавен дом, Европската комисија е техничко административен орган. Политичките лидери се политичко решение, но ова е законодавен дом, дека за идентитет и јазик не се дискутира. И со тоа фактички ние го продолжуваме процесот, ај сега да видиме, после тоа според мене треба да следи втора фаза, ако успееме од 7 до 10, јас сум сигурен дека ќе успееме, гледате го резултатот 40 за во АФЕТ, 19 против, 10 воздржани. Тоа е една, би рекол, огромна бројка на европратеници кои што ги споделуваат руските вредности, дека за идентитет и јазик не може да биде спорно. Како проблем се наметнува бројноста на Европската народна партија во парламентот, кои што инсистираат се уште на додавање на амандман со кој што модерен. Не велиме дека сите пратеници ќе гласаат на свој начин, меѓутоа тоа се нивните пратеници. Вака, господине Чедиковски, го знаете резултатот на членовите на ЕНП во Комитетот за надворешна политика, 15 за, 3 против, 2 воздржани. Нормално е дека Андреј Ковачев, Илчев и другите таму кои што се европратеници во тој комитет имаат своји пријатели. И ние имаме своји пријатели, еве како Пан Европа Македонија имаме своји пријатели и преку нив, например, лобираме. Паневропејци од Германија, независно дали се членови на ЦСУ, на ЦДУ, паневропејци од Франција, паневропејци од Словачка. Значи секој си лобира. Легитимно е Бугарија да се лобира преку Андреј Ковачев, преку Илчев, преку своите представници. Најпосле ќе се И така да, ако некој не прави мистификација, резултатот е тој, 15 за, 3 против, 2 воздржани. Значи во ЕНП и ГЕРБ. Ти мислите дека ќе се преслика оваа бројка во гласањето во Европскиот парламент? Денеска го слушнавме Мицковски, вели се уште не сме сигурни како таму ќе се изгласа. Меѓутоа покажавме, вели, дека Бугарија не е важно само уставните измени, туку и е важно да продолжи со затоа сакам да својата политика. Завршам, значи затоа е важно затоа е важно ова што се постигна денеска во АФЕТ, во Комитетот за надворешна политика на Европската унија, затоа што тоа покажува дека кога говориме за вредности, Македонија е на правиот пат. Дека македонската национална вредност е безмалку идентична со европската национална вредност, како што Бадентер на 17 јануари 1992 година потврди дека македонскиот устав е безмалку усогласен со вредностите на европските устави. Така сме ние поставени. Да, и по мит станавме признаена независна држава. Апсолутно. И ова покажува дека ние кога говориме за вредности, кога Европа говори за вредности, ова се вредности. И ние сакаме на база на вредностите да покажеме дека ние се бориме за оно што представува европска вредност. Со ова ние докажуваме дека местото ни е во Европската унија. Пазете, извештајот не е само за нашиот идентитет, 4 пати се спомнува идентитет јазик, говори за нашите врски, дека ние припаѓаме кон Европската унија, говори дека ние треба да ги за тоа дека уставните измени треба да се случат. Треба да се случат, значи тој извештај кажува се. Вие, како што видите, господине Чедиковски, чекор по чекор. Еве и Бадинтер бил на наша страна. И пресудата во Хаг, како што рече господин Ѓорчев, биле на наша страна. Ама фајде тогаш директно немавме.
Ние мораше да го одработиме тоа со Грција, спорот, после многу време, за да дојдеме до решението каде што во Обединетите нации се пишува и македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Тоа е веќе таму ставено во некоја фиока каде што седи во официјалните документи. Исчекорот сега во однос на јазикот е Фронтекс. Јас се сложувам ова што рековте за јазикот и за преведувањето, но Фронтекс е сега еден исчекор што се случи. Тоа е политичка пракса. Да, тоа е политичка ама е пракса. новина што веќе го прифатија сите. Така е. И она што еве да бидеме по-прагматични, по-реални. Сите веруваме во извештајот дека ќе помине. Еве некој нека го однесе пехарот. Јас, дипломатијата или било кој. Не се работи за Другиот, Македонија да го однесе. Да, Македонија ќе го однесе пехарот. Ама другиот ден, повторно Вајс и колегите ќе прашат, а уставните измени? Значи, ние добивме пораката и другите пораки денес. Борбата за идентитетот, јазикот, некој што сака, но имаме ние и други обврски во однос на европската и во однос на рамката. Значи, извештајот со рамката се комплементарни. Не исклучува извештајот рамката. Или гласањето за извештајот не значи дека рамката ќе отиде некаде. Не, напротив. Рамката е механизам, механизам што постои и за на тоа треба да се работи. Имаме ние пораки не само од 20 денеска. Министерката за надворешни работи на Данска. Моментумот е тој, значи и представниците на Европската комисија. Значи пораките што ни ги праќаат нас за моментумот што постои, мислам дека треба, верувам дека треба да ги искористиме. Не сакам да се чека еве тактички причини но се чини дека значи ова е зародиш на една нова битка која трае, меѓутоа сега очекувано вербално ќе се распламтува, како што гледаме еве денеска го слушаме министерот Тимчо Муцунски од Хаг, кај што вели: жалам што актуелната бугарска влада и бугарските европратеници со своето дејствување, она што го гледаме во Брисел, влегуваат во рускиот наратив за дестабилизација на регионот. Стабилноста на Западен Балкан најлесно ќе се обезбеди преку известна европска интеграција. Значи ова е, можеби не е прв пат, меѓутоа прв пат е вака висок официјален службеник на Македонија да каже дека ова е руско влијание во Софија што го прави. Ама еве да се вратиме малце назад. Кога дојде новата влада на ВМРО-ДПМН, знам и вреди, на прашањата од новинарите или од јавноста, што се случува со нашиот пат кон ЕУ, одговорот беше: нема влада во Бугарија, кој ќе има, ќе почнеме. Дали, прашањето е, зошто во овој период ние, пошто сме заинтересирани да одиме кон ЕУ, премиерот на Република Северна Македонија испратил барање за средба кон премиерот на Република Бугарија. Дали има таков обид? Дали господинот Муцунски побарал еве на ниво на министри за надворешни? Убаво е да се видат на опера председателите на државите, ама убаво и да се разговара. Ние имаме интерес да, ако сакаме нешто да направиме, вие мора да бидете поагресивни политички, да бидете подосадни. Реков, дипломатската офанзива да се води во европските престолнини, а не во Казахстан или кај што почесто одат од мене необјасниви причини, и да го искористиме стратешкиот партнер кој за жал Соединетите американски држави праќа други сигнали сега дека земјите од Западниот Балкан сами треба да ги решаваат работите, а ние знаеме дека нивното влијание е поприлично големо. Како имаат и други приоритети во моментов, но добро, еве коментар да речеме на оваа изјава на Муцунски, каде што го лоцираше проблемот за кој што многу мина вака зборуваат, меѓутоа сега и директно е лоциран од министер за надворешни работи. Вели бугарската влада заради руското влијание во владата, односно во државниот врв, по прецизен да бидам, се обидува да блокира Македонија. Сосема е на место изјавата на нашиот министр за надворешни работи и трговија, господин Муцунски, за тоа што свесни сме колку тешко Бугарија успеа да состави политичка влада после 6 периоди, дури 7 пат им успеа, заради, ако се сеќавате, проблемот со Македонија настана во времето кога трипартитната националистичка коалиција, национално-шовинистичка, на проруската партија на Атака, на Сидеров, на профашистичката партија на Симеонов од Бургас
и на Каракачанов на ВМРО БНД, Бугарско национално движење, направија толку високо дигнаа летвата за Борисов, кој што уште од времето на друга влада на Македонија, од времето на ВМРО ДПМН и ДУИ, постави таква една рампа кога не можеше да се пречакори тој националистички набој кој што во Бугарија беше диктиран. И дури јас знам, јас и одредени ситуации во Бугарија кај што имаше и она што кажа Осмет Макредули, таму има многу свесни луѓе, многу позитивно настроени луѓе кон Македонија, кои што се обидува да ја омекнат таа позиција, но не успее. И тоа е така до ден денеска. Треба да знаете дека кај постарите повозрастни луѓе во Бугарија, кои што бројат некаде, знаете, таму има околу 2,5 милиона пензионери. Симпатиите се големи кон Руската Федерација. И таму е борбата и ќе биде и понатаму, затоа што спомените, емоциите, родбинските врски трајат. Гласачко тело е големо. Гласачко тело е големо и се уште гледате БСП, тие левите партии што се таму, обединувањето националистите, сега има протести денеска во Бугарија покрај извештао и критикуваат бугарските евродепутати дека не се завршиле својата работа, дека не лобирале доволно во Европа. Ние треба да бидеме проактивни и во кон Република Бугарија, затоа што јас сметам дека иначе имаше и телефонски разговори и средби на маргините со бугарските министри, значи друго е вие да го покренете тоа барање, ведејќи ние имаме интерес. Да се покрене тоа според мене проактивно ние да делуваме. Тоа ми е мене. Значи ова беше првиот чекор, мислам дека ако успе од 7 до 10 јули, мислам дека од моја гледна гледање втората рунда ќе биде според мене барање од наша страна со помош на европските великодостојници, значи тоа се Урсула фон дер Лајен Коста и Калас, заедно со премиерот на Бугарија Желјасков и министрот за внатрешни работи, и премиерот на Македонија и министрот за внатрешни работи, можеби и за одбрана, двата министра, зашто не и за внатрешни, Митов и Тошковски, да седнат на една маса на која што ќе разговараат за можностите сега ова што се донесе во Брисел, како одлука на Европскиот парламент, да биде преточено во техничко административно дејание на Европската комисија. Како да се најде патот со заеднички диалог меѓу Бугарија и Македонија, затоа што ова е веќе европски проблем. Тоа е двостран македонско-европски канал. Ние со Бугарија си имаме билатерални односи. И се уште тие течат во одреден дел, намалени, но течат. После оно што се случи во 2019 година, 17 октомври. Но поентата е дека ние тој пат ќе, според мене така треба да оди. После успехот, што јас надам дека ќе биде целосен успех, тоа е за Македонија позитивна политичка референца за нашиот идентитет. Нема образувачка, но позитивна референца во секој случај. Дека потоа ќе следи средба на високо ниво со европските челници, нели комисијата, парламентот, она што представува високата представничка за внатрешна политика и безбедност, и сега на тој основ ќе градиме веќе друга релација со Бугарија. Кај што ние ги знаеме ставовите на Бугарија какви се, но и нашите ставови се легитимни. Значи, ако се договориме дека за идентитетот, јазикот, културата, дека тука не постојат пречки, дека нашата култура е навистина многу вековна, за кои што постојат толку многу аргументи, неолитски, антички, средновековни, секакви. Право имате фолклор, имате етнографија, имате седмосмински ритам, кој што е неспорен, кој што Бугарија го почитуваат, и таа е македонска песна. Едно е родовска песна, друга е добиџанска, друга е македонска песна. Значи имате толку вие многу културолошки, македонскиот проблем е културолошки проблем. Бугарите имаат со нас културолошки проблем. Тоа е културолошки амалгам кој што не може да го порекнете. Ако го сведете вие на политика, македонизам. Македонизмот е вековна категорија, многовековна категорија. Македонизмот е македонството. Македонизмот е македонството. И затоа велам, ако така ги поставиме работите културолошки на културно ниво, тогаш ние имаме шанси со Бугарија да се договориме. Тоа се три подсистеми. Едното е формално управување. Ние со Бугарија сме во еден капиталистички систем, одиме заедно во една европска заедница наднационална, членки на НАТО сме, дај се да сведиме да го решиме културниот проблем. А културниот проблем е решлив затоа што Европа ги признава единство на различностите. Ние сме дел од тие различности. Македонскиот јазик, култура, идентитет. Ако така им приедиме, подобро ја познавате и бугарската политика и бугарската политика, на кој начин се однесува кон ова, и пораките кои што тие и во изминатите денови ги испраќаа, беа во основа меки. Ние немаме други барања од тоа што е запишано во преговарачката рамка, меѓутоа нема одстапка од
основното барање, а тоа е промената на уставот. Во овој момент гледам тотално две диаметрално различни позиции. Да не треба некој друг пристап, бидејќи овој пристап што го велите е убав и ние би се радувале тој да дојде, меѓутоа зошто би седнале бугарите на една таква маса за да расправаат за нешто што е веќе завршена работа за нив во Европската комисија преку преговарачката рамка? Знаете зашто би седнале? Затоа што ти имате пред себе договор за пријателство со работно соседство, три убави реченици, христијански, пријателски. Имате протоколи два подпишани од наша страна, меѓу Димитров и кој беше министр тогаш, меѓу Османи и Генчова. И во рамките на тој договор е, пазете, исполнувањето на договорите со Грција, Преспанскиот, Нивице и 2017 превегос во Скопје договорот со Бугарија, ДПДС, тие се фактички вградени во преговарачката рамка во член 5. И тогаш вие треба да знаете, кога веќе тргнувате тоа е така, меѓутоа ако нивната политика или делови од нивната политика имаа за цел да ја држат Македонија понастрана од овие процеси, како што и Европската унија, тогаш тоа е многу тешко надминливо. Не е тешко надминливо ако вие во двостранниот европски канал кажете дека вие сте спремни она што е усвоено како договор, нели? Во македонскиот парламент е усвоено со 6 пратеника. Јас се чудам како може таков факт да биде усвоен, треба двотретински. Меѓутоа сигурно во процедурата парламентарна се гледало како треба да биде тоа. Но во секој случај ние за уставните измени може да бидат донесени во Македонија, се разбира, доколку и ќе бидат донесени со едногласност, што е многу важно, ако имаме гаранции, тие гаранции се политички, не се образувачки, нели? Но политички се, така? И викаме владење на правото. Владење на правото што е? Почитување на пресудите на меѓународните судови. Па ако меѓународниот суд во Хаг кажа не може Грција да спречи Македонија, ние самите себе си ја ставивме ногата во стапица. Знаете колку држави не признаа под уставното име Република Македонија до 2015 година? 124. 124. И 3 држави на Советот на безбедносниот совет. Русија, на Македонија и требаше НАТО. И требаше договор. И требаше договор. Ама имавме ние договор, знае господин Макрадули, тој е почнат уште од 93 година преговорите пазете, се знаеше како треба да преговара Македонија, така сум преговарал и јас кога бевме у владата 98-2002 со Симитис, така преговарале сигурно и после Црвенковски и неговата екипа од 2004-2008, така преговарал и Груевски, меѓутоа, не имавме договор за кај што не требаше да го менуваме уставот ние со Грција. Требаше да го изменим името, за името се преговараше, имаше предлози уште од времето на Тупурковски во Виена со Мок, Геншев и Микелис, имаше секакви предлози, но се знаеше двојната формула за меѓународна употреба едно име, како што е Грција. Надворе Republic of Greece, дома е Елас, на дресовите кои игра грчката репрезентација. Елас, Hellenic Republic. Значи тоа и го имавме ние како Македонија. Значи надвор. Пак се враќаме на тоа, дека се повеќе што чекаме, толку не чекаме, оставаме можност да се јават некои нови притисоци, да ги наречам непринципиелни. Не би дека никој нема дилема дека Европа не била фер кон нас. Не била, ама ние треба да ја сработиме. Гледайте господин Ѓорче, ама Ѓорче, гледайте што вика денес господинот Вајс. Не гледам вика дека Македонија доволно прави за да сака да влезе. Ја не точна формулација, дали сака. Дали сака. После промените што ќе ги направи. После промените што ќе направи. Дали сака да ги тоа е прашање. И он вика, имам пријатели и бугари, така е. Ама кај нас тоа и во некои медиуми гледам го тргнае. Не, тој кажа и во Бугарија и во Северна. Ама за жал некои медиуми денес го тргнае тоа и вика имам пријатели само у бугари го претвор. И тоа не придонесува за општиот амбиент кој што треба заеднички да ја градиме позицијата. Тоа затоа се надовар за сега на тоа. Поентата ми е дека ние можеме, ако се договориме околу овие есенцијални принципи, проблемот за уставните промени за влез на бугарите, црногорците, хрватите, ја би рекол и други малцинства кои ги има во Македонија. Како што е хрватскиот устав, колку таму има 25 малцинства во Хрватска. И мислам дека така треба да постапиме
за да може да го направиме тоа есновски, но ние мора на Европа да ја кажеме во нашиот македонско двостран европски канал, потоа и на Бугарија, пак ќе кажам со помош на руските челници, дека ние очекуваме дека од Бугарија нема да имаме блокади понатамошни, оно што представува на овие прашања. Иначе може на овие прашања. Не може да имаме ние блокади да, за други, владење на правото, за други прашања. Така. Но по овие прашања кои што се есенцијални за опстанокот на македонската држава, дека нема да има. И тоа е стратегијата која што мислам дека ова владачка коалиција прави правилно. Таа е таа стратегија, но сега ми е битно за мене лично. Јас сум човек кој што верував дека можеме да се договориме со СДСМ 2001 година околу војната во Косово. Не се договоривме. Јас сум бил член на влада, седевме петорица од актуелната позиција, петорица од актуелната опозиција, беше криза, беше војна, не се договоривме. Сега е шанса да се договориме. Затоа што имаме шанса да се договориме, ова е прашање за еднината на нашите деца. Заеднички да настапиме 120 пратеника да подпишеме, дека со ова што се случува, со вакви политички, со ваква политичка поддршка, би го рекол јас, не гаранции, поддршка, дека Македонија е на исправниот пат, дека Македонија веќе нема да има обструкции кои што може да се јават. Но јас верувам и во Бугарија, затоа што Бугарија е држава која што има многу силна дипломатија, добро професионално обучена, таа има притисоци од врз политичкиот кор во Бугарија, но таа добро знае каде до каде тоа што може да го прави во однос на Европска. Вие мислите на некаков тип на политичка резолуција во собранието македонско за да се дојде до некоја многу резолуција, но сега би било многу значено. Сега би било многу значено да постигнеме единство, кохезија, 120, знаете што значи приказната за 10 прачки? Тоа е Македонија е единствена, сите политички партии кои што се парламентарни да дадат поддршка на еден ваков пристап, дека со ова ние ја цементираме сега нашата позиција, покрај оно што каже господин Макрадули во Обединетите нации, покрај оно што представува наше, би реколи, оно што представува лично македонскиот јазик и во европскиот лингвистички ела и во општословенскиот лингвистички атлас со децении. Македонскиот јазик е романизиран, транслитерација е извршена од Комитетот за стратегиски имиња уште во 70-те години заедно со српско-хрватскиот и словенечкиот. Немаме ние дилеми околу тоа. Имаме дилеми Европската унија во делот кој ќе почне преговори за кластерите, ако некој покрене било какво прашање околу идентитетот, јазикот и културата, дека тоа прашање ќе биде адакта ставено. И ако тоа сите го полесно е тоа во Брисел да биде тема, отколку ако биде директно меѓу Македонија и Бугарија. Затоа и почна тоа со Брисел. Затоа кажувам, таму ни се пријателите нас. Ама и во Бугарија имаме пријатели. Се сложувам, Пазете, вие имате еден Кънев, председател на Хелсиншки комитет. Прочитайте ги неговите извештаи, млади. Какви извештаи дава тој за обезправување на бугарските граѓани со македонско национална етничка самосвест. Добро, имате историчари, Дечев, впрочем и гласањето на бугарските граѓани, на граѓаните на Бугарија, вие што рековте владата што беше националистички крак, тие само надолу отиде, денес ги нема ни во политичкиот спектар на парламентот. Кој остана луѓе дојдоа тука во Македонија, дојде и тогаш партијата на се покажа дека не се тие на Василев и на Петков. Дојде и во ВМРО ДПМН, разговараше многу отворено, што да направиме за да се зближиме. Тоа беше диалогот. И впрочем, целата таа структура во Бугарија која што е политички Европ знае дека сме посилни и како НАТО членки, а впрочем можеме да го поставиме прашањето во НАТО, дајте заради безбедносната архитектура на овој блок, кај што сме Македонија, Албанија, Бугарија, Грција, Турција, овој јужен дел на источното крило, дајте да направиме да се движиме во еден со еден унисон да бидеме во делот на градењето на безбедносна архитектура. Не, затоа и тука е нашата шанса сега. Членството во НАТО секојдневно се покажува дека е добра одлука и тоа заложба на сите политички партии секогаш, ови освен една што се во парламентот, и мислам дека релаксира некои работи, но и нуди можност за да се го правиме ова што го велите, да се договараме или еве Хак. Мицкоски вели дека и во НАТО ќе го отвориме ова прашање. Зошто да не? Зошто да не? Добро, како во НАТО, да. Па во НАТО ќе го отвориме затоа што таму седат нашите министри за одбрана.
на еднакви столици, да. Не само на Ама еднакви добро што столици. седите на такво место. Ама затоа е добро да почнеме преговорите, Младен, да јас седиме на тоа Значи, место. Различни се пристапите Пристапите. малце гледам, да. Не, јас сум- Подобро да седнеме прво па да ги Подобро, расправиме да, овие да. работи или прво Јас да ги сум расправиме за овие тоа, работи па да. да седнеме таму. Не. Еве за преговорите например. Јас сум да не губиме време да ги слушаме. Моментумот да се искористи визави ова геополитичката ситуација кај што беше Украина, туку сега имаме уште една неизвестност многу поголема. да се искористи така како што велам, патеката е трасирана, акционен план е трасиран. Прво АФЕТ, Комитетот за надворешна политика, потоа Европскиот парламент, потоа средба со Европската комисија, односно фон дер Лајен, госпоѓа фон дер Лајен и госпоѓа Каја Калас и господинот Коста, и затоа после тоа Па нормално добро, е избори се малку да поминат изборите, сето тоа, Не, меѓутоа не. за веќе почетокот мината година да се создаде услови за апсолутно се создаваат Јас се услови, плашам дека се создаваат на услови. 7-8 август кога слушнав од во Да, вашето од 7 до студио. 10. Не, 7 и 8 август во вашето студио слушнав ќе бидат распишани изборите и практично тогаш тоа веќе се влегува во еден се предизборен влегува во еден вординг друг, кој да. што нема да дозволи посериозни. Ама веќе имаме ситуации. трасирана патека, имаме или пак ќе акционен план биде како ќе алиби, одиме. или се плашам ќе биде алиби дека еве сега сме распишани изборите и ние не можеме да направиме ништо. Добро. Не, Се има една плашам дилема да сакам не да биде. кажам само. Значи јас сум поборник кој што сум бил на Основачкото собрание 1790 година, каде што во првите 4 члена, едно од основните заложби на ВМРО ДПМН, многу се манипулира со тоа. ВМРО ДПМН е првата партија во Македонија, пред СКМ-ПДП и пред СДСМ, ги знаме луѓето кои што го формира СДСМ, со нив сум некои пријатели, Сашко Насев, Гештаковски, личен пријател. Значи, ние строго се определивме за Европската унија и НАТО. И тој курс не може никој да го негира. Затоа што на крајот на криштата кој го потпиша договор за стабилизација и асоциација? ВМРО ДПМН. Кој го направи Европското партнерство? ВМРО ДПМН. Кој го направи пристапното партнерство 2008 година, кој што ние сега правиме секој ежегодишни? ВМРО ДПМН. Кој го направи визната либерализација? Не само ВМРО ДПМН, него некој говори дека ВМРО ДПМН е против Европа или нешто против. Не, ВМРО ДПМН е против начинот на кој што одиме кон Не, сега јас сам почнав 2005 ова, она и се Не, 2005 нема сме биле заедно. Да, Ама нема само- да. тоа, нема има сега ама што има правиме. да кажеме дека Сега што правиме? Еве Тоа што е правиме, работата. еве што правиме. Опонентите на оваа политика велат ВМРО ДПМН никогаш не ги носи оние крупни одлуки што треба да ги донесе во смисла на како не ги носи? пристапување кон поесилни И како? сојузи, еве како што беше НАТО или како што беше А што е кандидатскиот статус? А што е Кандидатскиот подпишувањето на кандидатскиот договорот статус? за стабилизација А и што асоциација. Што е последица кандидатскиот статус? Па јас бев во Брисел со Охридскиот госпоѓа рамковски Шетеринска. Или Договор за влегувањето стабилизација и асоциација. Или Ама, влегувањето во Обединети нации ама под фиром, тоа беше имплементацијата, дел на да. Глигоров повеќе. Така е. Како? Влегувањето во Обединетите нации под привремената референца. Референц со Глигоров. Тоа веќе е целиот пат на Македонија кон меѓународните национални тела, Обединети нации, Европска унија, НАТО како регионален Евроатлантски сојуз. Меѓутоа, да говориме за единството, треба да кажеме дека сите политички партии во Македонија во овој момент што века Јани, дај да се обединиме. Ајде да се обединиме. Пристапот е со речникот на Мицковски, вие сте у лер или у прва, ние сме за 5-та и 6-та. Така, тие се два Ајде пристапи. останете на тоа, ако реклами да повикаме и се враќаме во Како да студиото. стигне? Во студиото на ТВ24 со Ѓорчев и Макрадули досега разговаравме, дебатиравме околу извештајот во Европскиот парламент, односно во Комитетот за надворешни работи и како тој може да се одрази во натамошниот период. На една година од формирањето на новата влада, практично и во предвечерие на едни нови избори, тоа се локалните избори што ќе се случат во октомври, повторно рековме, Македонија е на некаков тип на крстосница и веројатно сега изборите помалку ги диктираат и овие надворешно политички теми кои што им треба време, нели, да одлежат за да може да се резултираат во нешто. Што после оваа една година владење на ВМРО ДПМН, што очекувате дека тоа ќе донесе или како тоа ќе се преслика во локалниот амбиент? Па мислам дека од почеток уште оваа влада се определи за локалните избори како приоритет визави европскиот пат. И ако зборуваме за влада, да бидеме честни, зборуваме за цела влада.
Таму имаше ветување дека во првите 6 месеци ќе се случат уставни измени, инаку ќе се излеземе од владата. Вреди. Вреди. Денеска целата перспектива за една година влада се однесува на ветувањата на ВМРО-ДПМН практично и однесувањето на ВМРО-ДПМН. Монополизирана е таа позиција во рамки на владата и тоа е внатрешно прашање на коалиционите партнери. И затоа според мене ВМРО-ДПМН се определи за неколку чекори, неколку столба на активности, оставање ЕУ на страна, секогаш наоѓајќи некои алиби, надворешни, внатрешни непријатели, стара е таа техника. Привиден впечаток дека има инвестиции само во општините, кредитите 500 милиони, 200 милиони, лицитирање со некои проекти кои што тешко можеме да ги или тешко може да се најдат и тотално анулирање на СДСМ и ДУИ како политичка опозиција во државата. Ви имате политичка доктрина на власта која што вика опозицијата нема да освои СДСМ ни едно место. Од 0 до 3. Од 0 до 3. Не, тоа после, кој му текна дека е глупо да има 0, после нема да наоѓа непријатели. Мора да си најде некој алиби дека е крив за нешто. Добро, но ова говори за опозицијата, за делувањето на Не, опозицијата. се сложувам, но се калкулира со 0 до 3. Но сите активности беа насочени кон тоа, создавајќи една дополнителна поделба, нова поделба во државата. Да се вратиме, да споиме со претходната тема. Лидерот на опозицијата, господинот Филипче, самиот побара средба за кооперативност во однос на европскиот пат. Ние како човек кој што го води комитетот за ЕУ во собранието, Националниот совет, неколку пати апелираше јавно на законите кои што не ги носиме од планот за раст и развој. Ние немаме ни една реализација за планови кои што требаше да се донесат до јуни, еве ги 20 кои сме 3-4 јуни. Ние од програмата 1900 и кусур проекти на ВМРО-ДПМН денес имаме 1930 кусур само преса, джипот, Дубај, джипот, Дубај, джипот, Дубај. Како ќе го создадете тој амбиент ако тоа ви е приоритет во државата? Да не зборувам за економските параметри. И она што во целата таа работа повеќе се посвети она што секогаш ВМРО-ДПМН го прави, на пиарот наместо на содржината. Повеќе доминира како тоа ќе личи, а не и она како што е зацртано, мислам, знаеме, дека се знае понеделникова, вторникова, средова. И ви имате ситуација каде што Израел, Иран, ракети летат на сите страни, не сум Советот за безбедност дали реагирал. Вие мора малце да излезете од комфортната зона. Не е власта само тендери. Значи, ви имате тешка ситуација. Владата, тоа не можам да го сватам, во однос на поделбата, таа најмногу ме погодува, не може да собере сили да го донесе законот за поддршка на родителите на трагично загинатите деца во Кочани. Ние гледаме таму некои постојат ликови кои што по социјалните мрежи им претат на родителите. Претпоставам, веројатно Министерството реагирало веќе за внатрешна. Која е таа поделба? Значи, така не се создава нешто, ако сакаме да оградиме тој наш... Одговорноста за синтеза на енергијата секогаш ја има власта, да. Како што не го направи добро со францускиот предлог СДСМ, да ги инкорпорира, кажувам отворено, да го вклучи, повеќе да се разговара. Во овој момент немаме дебата, освен, реков, граѓаните немаат корист од тоа препукување. Дали Дубај или Джипот, или Мицковски фамилијата има фирми во Бугарија. Тоа нема, граѓаните не може да го добијат она што го очекуваат. Во однос на, една година помина од функционирањето на владата, Макредули говори за една повторна поделба, да речеме, во општеството, која што не може да донесе и овој консензус за кој што и вие говорите дека треба да се постигне. Мислите ли, како би го оцениле ова едногодишно владење од тие аспекти некои? Ќе го оценам, јас како вокација во економската сфера, ќе го оценам на економски начин. Значи, кога се случи шарената револуција, се случи под максимата преголеми долгови на Македонија, нема правда, нема мир.
тогаш Македонија беше задолжена еден долг 4 милиарди 227 милиона евра. 47% од бруто општествениот производ, 9 милиарди 0,67 милиона евра. Надворешниот долг беше негде околу 67% од бруто општествениот производ, значи не стануваше збор за презадолженост на Македонија. Да, но се зборуваше тогаш за тоа зошто е задолжена. Дали Не. и се споменуваше проектот Скопје, Скопје Не, со една милиарда. Тоа е друга кој што- работа. Не, говорам, но говорам за бројките. Значи Македонија не беше задолжена. На денот на заминувањето на СДСМ 23 јуни 2024 година, Македонија беше задолжена со 11 милиарди 880 милиона евра. Тоа е во делот на 60%. 83% надворешниот долг, надворешниот 11 милиарди 870 милиона евра, 83%, значи зголемено за 15% од долгот што го имаше на владата на ВМРО ДПМН, оправдување ковид, се заборави дека во време на владата на ВМРО ДПМН имаше поголема финансиска криза Wall Street, кај што се изгубија 40.000 милиарди светската економија. А остана курсот стабилен, остана долговите стабилни. Така што вие сега кога влегувате во таква ситуација на надворешен долг 83%, натрешен долг 8 милиарди 500 милиона евра, јавен долг, државен долг. Значи вие сте зголемиле 4 милиарди, скоро 4,5 милиарди јавниот долг, со државниот долг, сте зголемиле 5 милиарди надворешниот долг, бруто надворешниот долг, и сега говорите Македонија е во финансиски економски колапс. Не е така. Затоа првиот чекор на ВМРО ДПМН беше инвестиции во 2024 година милиарда 88 милиона евра. И уште сега дополнително првиот квартал толку имам податоци 288 милиона евра, тоа е 7% од бруто општествениот производ. Тоа никош не било во Македонија. Освен од времето на Телеком кога се продаде Кјуби, кога дојде Кјуби, кога дојде Со степен на реализација од 70%. Степенот на реализација е нешто друго. Добро. Степенот на реализација, говорам за пристапот економски. Добро. Значи, ВМРО ДПМН, тоа што го вети, ќе донесе инвестиции. Втора работа. Каде е најслаба Македонија? Кај што говориме за селективност во локалната самоуправа. Јас сум бил 2 пати градоначалник, знам колку е нашето учество во бруто општествениот производ, знам колку издвојува државата за нас. Таму се издвојуваат најголемите средства. Нема егале на Джемо од Джепчиште и на Бранко од Струмица, од Ново село или од Босилево. Дали се расправаат Макрадули и Ѓорчев, него му егале да има асфалтен пат, да има и енергетска ефикасност, да функционира трансгранична соработка Бугарија-Македонија или Грција-Македонија, да функционира локален сообраќај, да има добар пат. И во тој контекст, од мене, од моја гледна гледање, инвестицијата е исправна. 250 милиони кои што дојдоа од Унгарија исправна. за И се поделени равноправно према бројот на населението. Колку може Добро. Колку има кавадарци? Не, може на реплика. Да, повели. Не, тука како Добро. Да. иако тие еве да ги видиме некако. Јас сум имал прилика во овој период и да работам за некои консултантски во куќи во доменот на локалната самоуправа. Јас според мене многу е подобро ако не ги делите парите по бројот на население. Според мене. Гледајте што се случува сега. Во североисточниот плански регион. Куманово ги зима сите пари. Политички или по жители. Имате Жители, нема. Ама не, добро сега, или Кај политички, критериумот. ама не, добро. Ама како ќе се развиваат мали општини, еве да не погрешно, ако споменам имаат некој, еве 40.000. Ранковце ќе ја спомнам. Зошто тие, како тие ќе се развиваат ако добиваат уште помалце пари од нивното население се иселува? Напротив, треба да се направи нова методологија во која што ќе се вложи во места каде што сакаме да ги сочуваме луѓето и да ги развиваме. А вие го частите политички, одговорно тврдам, а по број на жители ќе си најдете аргументот, го частите Куманово на сметка на сите околу во североисточниот плански регион. И затоа сметам дека тој пристап поефикасно ќе се видеше, се разбира зборам за слаб административен капацитет во многу места, кај помали места кога ќе осетат дека нешто се државата се грижи за рамномерен регионален развој за сите. Вие имате во однос на капиталните инвестиции, Министерството за локална самоуправа едно од најслабите. Па сега Да, така, Министерството за правда има 0 капитални инвестиции. Според Министерството за финансии податоците. добро. А
кај се парите, како ги пренесувате, значи проектите, вториот повик завршил, не завршил. Значи таа транспарентност е пијаровска, а не е реална на терен во повеќето општини како што очекуваат сите. Така? Па кога ќе дојде Државниот завод за ревизија да ги провери податоците во сите општини, значи јас говорам за како оди таа функција, Јасно ми. на крајот на годината се прави извештај. Со ребаланс на буџетот се одобрени 47 милиарди денари капитални инвестиции од домашниот буџет, така? Да. Тоа се 700 милиона евра. Да. Сигурно во тој контекст, покрај изградбата, еве, например, како се надоместува тоа што во Ландово, Богданци и Дојран не се дел од тие пожители број, се направи пат Гевгелија, Богданци, кој што е, јас знам каков беше патот, каков е сега, се пушти во употреба и тој пат значи живот за тоа население. Од таму се транспортира, тој е регион кој што произведува 30% од македонскиот зеленчук и овошје. Богданци, во Ландово, Гевгелија, Боемијата. И ако тоа го правите со таков пат, кој што чини многу, тоа е компензација за тоа што ако тие општини по бројот на жители, Богданци е паднато на 4-5 жители, во Ландово може 6-7 но со тоа тие добиваат, а таму се гранчалници од СДСМ. Случајно само не го поканија на отварањето, ама добро, тоа протоколот пропуштил да премиерот. Добро сега, да не говорам сега за тоа, говорам за тоа дека и Шапов и други градоначалник добиваат нешто што со кое што може да се пофалат пред граѓаните, дека тоа е нешто што значи развој на тој општински, на тие општински проекти. Она што е важно, господине Ѓурчев, мене, еве, Исто и за Паланка. секогаш од нула се обидуваме да ги почнеме работите. Мора владата да признае дека некои работи се почнати од претходно. Некои работи треба да ги надоградува. Не може се ние прв пат, ние за прв Се пат. согласувам. Ама тоа е политика на сите македонски влади до сега. Не, јас на не сите го кажам, македонски ама влади. затоа викам мора Како да велеше Бранко Црвенковски Ама треба да на се 15 промени. септември, нели? Ама треба Ќе да се видите. ама треба да се променат Не, па се види. да ја промениме реториката која што постои во општеството. Тие поделби што се генерираат од страна на пратениците, од страна на функционерите, да им дадеме една поблага нота дека ако се прави патот во Богданци се прави за сите за сите гласачи. За сите граѓани, ако сите граѓани на Македонија. Ако се прави нешто, но од друга страна, зошто па ние сме сите казнети во Скопје? Зошто советниците на градот Скопје од ВМРО-ДПМН не ги гласат проект? Зошто сме казнети? Оти направиле лош избор? Еве гледајте што се случува. Еве, не знам дали вас ви смета. Не знам дали вас ви смета кога го слушам господинот Николовски. Вика: автобусите ни се во тек, преговараме со електричните за ова. Значи има план, ама сега не ви ги даваме. Ќе ве казниме оти ние сме предложиле некој. Значи казнети се сите граѓани на Скопје. За ине таа политика мора некогаш да престане. Ако е добро да има бас трамвај системот што беше бас рапид системот на Шиле, зошто тоа да се прекине? Ако е тоа решение, сега пак ова ќе го правиме. Или предлогот за воз кој што или би ги носело Трубарево до центар, па ги пречекувал ни источната и западната страна. Се сложам. Не, добро, давам примери. Ама сите ако мораме да тие се приоритети во државата. Нас ни треба еден, јас тоа го викам зелен договор, македонски зелен договор, еден општествен консензус околу клучните теми, енергетиката. Не може секој пат кога се во опозиција едно да зборуваш во власт друго, зборувам општо сега. Не може, ме разбирате, сега јас тука ги имам од програмата ветувањата на ВМРО-ДПМН, ама нема смисла, се ќе кажувам, мислам дека требаше ова друг да го направи ова анализа, јас што сум ја направил. Ама имате промени во рек Битола нешто, се сменило? Па има работи вториот блок. Ама не од после 6 дена, дали принципот на работа е сменет? Па ќе се промени. Па не е Марковскиот подмоѓил. Така, се не разбирате? Нема суштински ништо направено. Ветерниот парк во Штип, 8 лентата за сечење, има нешто? Еве јас имам слики. Има, што има? Така, ме разбирате? Дајте да се договориме. Македонија за енергетска независност и треба 6 гигават на часа нешто ќе пресметаме. За да го добиеме тоа, толку ќе правиме од овде, толку ќе увезуваме, толку ни треба да преидеме на зелена транзиција. Ама тоа општествено заеднички да се договориме. Или еве на пример ќе земам за локалната самоуправа од аспект на пожарите, и мислам дека тоа е една тема која што ја занемаруваме. Во новиот ребаланс што е предложен во собрание се зголемуваат договорните услуги. И тоа сите знаеме тука на масава,
дека тоа се луѓе што ќе бидат вработени привремено сега, пред избор. Гледате кој е пристапот за пожарите. 300 пожарникари ќе ангажираме. Во Министерството за информатичка технологија исто катастрофални се капиталните инвестиции. Зошто не направиме ран систем за предупредување за кој што има неколку труда во Македонија? Ајде да купиме опрема, ајде да купиме дронови, ајде да купиме сензори. Така да се бориме со вештачка интелигенција, со наука, против, а не само ќе вработиме луѓе, само за предизбори. Тоа нема да ги реши справувањето. Односот кон локалната самоуправа ни е само за вработување. Не се менува системот на владење. Не се смени. Кој што падна СДСМ најпосле, да. Системот на владење во Македонија е граден од 91 година со јасно што е е, граден. да. Меѓутоа, да се Ама говори, сите се согласуваме да се смени. Прво треба да направите основа за да промените. Со промената во Дирекција за заштита и спасување, начинот на кој што сега ќе се на законска подлога постави таа дирекција, со реални средства, со реални капацитети, со ер-трактори, со канадерите кои што не работат, тоа е. Ама има трајцата пензионирани пилоти. Ама Добро, ама не се работи за тоа. Ама пазите, 7 години никој не води сметка за тоа. Не, апсолутно не. И сега вие се боите сега се да решите. Така, не се, можете. Еве го слушав Ангелов кој што беше дел од тој систем во породечната влада. И го слушам и му верувам човекот кога кажува дека сега се превзимаат реални чекори, Дирекција за заштита и спасување да работи ефикасно во делот на спречување на пожарите. Добро, тој имаше 7 години да го сработи тоа. Па добро научил и сега е добар. Значи и останал да работи со актуелната власт. Ето тоа е еден вид на пренесување на искуството од минатата компромис. И тоа е позитивно. Ја го ценам тоа. Или кој што беа Тројанов 10 години беше во парламентот со вас. И претходно беше обратно. И обратно. Ја ги ценам тие кои што знаат да оценат дека што е потребно. Научиле нешто од парламентот. Научиле како да го пренесат искуството. Знаат дека треба да се соработува. Што да правиме сега? Не можеме ние цело време се делиме на ВМРО ДПМН, на СДСМ, на Левица, на ДУИ, на Влен. Затоа зборам за суштина. Суштината е дека за една година она што треба, нас како економиста, во една држава која што е презадолжена, дојде до 62% во јуни месец 24 година, јавниот долг, и сега е паднат на 57%. Од основно се инвестиции, тоа е математика, монетаризмот, квантитативна теорија на Фридман. Имате потрошувачка, инвестиции, капитални. И оно што представува набавка на, ајде да кажеме, опрема и слично, од типот на нас не треба инвестиции во образование и во знаење. Ама чекайте сега, не можете вие, ама една од програмите, прво што треба да направиме, прво што убаво е кажано, во таа гаранција на британската влада од 6 милиарди со рейтинг АА+, кај што ви возможува да земете кредит Евролибор плюс од друго место со многу мала маргина после, вие прво тргнувате првата година со 2 милиарди и 200. Во што? Во здравствен капацитети, во образовниот систем во Штип, во здравствен капацитет во Тетово болницата, во здравствен капацитет во Штип болницата, тоа да се догради. Ама нели тоа ќе почне. Ама нели од Емирати кога се врати премиерот рече дадовме пари за болницата во Штип. Не разбирате? Таа транспарентност фали во овој момент. Од каде ќе дојдат парите не е битно. Ама да не дојдат два пати за исто. Не. Тогаш ќе дојдат вице-премиерот ќе дојдат за друго, за друга болница ќе дојдат. Господине Ѓорчев, еве пример. Ќе дојдат за друга болница. Вице-премиерот и министер за животна средина вика се враќа од Емирати, ќе ги дадеме во затварање на дивите депони. Се од британскиот помош од некоја институција кај што ќе дојде, а со гаранција депониите диви. Тие се европски пари, грант без пари што ни се стојат на располагање, 75 милиони евра седат, не сме ги искористиле, затоа што не може да се договорат општините каде ќе биде централната депонија, каде што во рамки на тој проект се затвараат и дивите депонии. Ама тоа е друго. Ама без пари се тие пари не земаме кредит, тие пари не треба да ги враќаме. Видете. Затоа викам има некои механизми европски кои што нас ни даваат и на другите држави кои што влегле во Европа и на патот пари, грант, за да направиме нешто. Иначе за кредитите, од Унгарија зедовне милиарда, ќе земеме уште малце. Од Англија уште 2,2. Па сега, вчера министерката вика 700 милиони евра новата евроврзница. Значи се расплинавне на пазарот, за да се покријат очигледно секојдневните дупки кои што се големи. Во јануар месец
Мораше да се покрие врзницата земена во 17-та година. Ако ише предходно се земал да се врати нешто друго. Ама пазете, ви имате една дупка во Македонија, имате 400 милиона евра дупка во здравствениот фонд, имате 300 милиона евра дупка во пензискиот фонд во јануар 2020. Имате дупка. Нешто И сега вие морате дупки да ги покривате. Не можете вие да очекувате за една Сега година. пензискиот има и поголема И дупка, поголема со 5000 нови на со новиот пензионерите. ребаланс, ќе се зголеми дупка. Така пише во ребалансот. Не, во ребалансот се обезбедуваат средства од Па, приходите добро, да се покрие. Малце повеќе Да се отколку покрие. што Ама очигледно ќе се дела. системски е проблемот во пензискиот фонд. Се сложувам. Системски е. А, И затоа не можеме да. да очекуваме велиме за првата година. Од моја гледна гледање првата година е успешна, затоа што кажав дека Македонија прв пат достигна стапка 7% од бруто општествен продукт инвестиции. Второ, ја контролира потрошувачката, има еквилибриум помеѓу монетарната и фискалната политика, не растат значи доноците, нема инфлација, нема инфлација, добро. инфлацијата Или се нема држи голема, има кумулативно е некоја, 3,5% на кумулативно ниво 31.12.2024, сега се движи 2,8. Значи ако така чекориме, Добро. ако така чекориме, тогаш ние може да кажеме Добро, дека само одиме ќе се сложите дека цените се малце повисоки во било кој дел од секој невиот што ни треба. Добро, докрај секако нема да се согласиме за све. Апсолутно, па нормално Ја дека чувме не вашата оценка позитивна 4 или 5. Па јас би рекол од она што е наследено, мислам дека е 4 на 5, да кажем, према 5 се Макар движи. дули еве убројка кај вас. Па јас се надевам дека ова, како вели премиерот, доброто допрва доаѓа и нели од четврта економија ќе станеме втора економија, ќе ги засениме сите. А зошто да не, ја дека нема да ни се случува тебе лица функционери со лажни сертификати за јазик. Телохранителите веќе нема друг телохранител на премиерот да го фатат со документи. Дека нема гувернерот да не тера 3 работи да работиме. Има работи кои што Добро. не се Ја кои се што треба да се променат. Не, во Добро. Денеска Добро, и господинот слушнав дури оценките 4 на 5. не, дури господинот Ви Азарски да. денес кажа дека очекувал побрзо да се движат работите, а има Добро. голема поддршка во опозиција во Да, народот. Имаме веројатно други можеме прашања? да посветиме и некои Да, не. ајде, Веќе добро. немаме време веќе, а меѓутоа Добро. ќе посветиме на некоја од темиве и поединечно, Ајде. веројатно можеме некоја следна емисија. Ви благодарам што бевте денеска Благодарам, гости на наравно, поканав. нашата телевизија. Поштовани гледачи, пријатно.